Štip konečno mora da stane urban grad во кој младите ќе останат, зашто само дома си е дома. Ке се вложам со сиот свој капацитет од нашата општина да направам пристојно место за живење, кажа на синокешниот митинг кандидатот за градоначалник од СДСМ Благој Бочварски. Новата локална власт ќе обезбеди намалување на комуналиите за 50% за изградба на стамбени куќи за млади брачни парови. Ќе го решиме проблемот на пензионерите со пензионерскиот дом. Секој од нив ќе може бесплатно да ја користи лековитата вода во бањата Кежовица. А ќе воведеме и градски превоз за сите бодалечни населби и села кои што гравитираат во нашата општина. Ќе изградиме подобра инфраструктура за лицата со посебни потреби, затоа што сакаме сите да бидат еднакви. Ќе им помогнеме на самохраните родители. Обезбедуваме намалување на цената на водата за 10% и намалување на сметките за смет за уште 10%. Владата има големи планови за развој на овој дел од државата, рече лидерот на СДСМ и актуелен премиер Зоран Заев. Во соработка со општината ќе работиме за развој и инфраструктурно поврзување на Štip. До септември 2018 ќе го завршиме автопатот Миладиновци-Štip. Продолжуваме веднаш и дел од проектите се почнати. Štip ќе се поврзе со Кочани преку изградба на експресниот пат по должина од 28 километри. И продолжуваме се понатаму до сите градови во источниот дел на Македонија. Štip ќе се поврзе и со Радовиш. Ќе изградиме експресен пат Štip-Радовиш, со што Миладиновци-Štip ќе се поврзе до мојата Струмица. Дел од своите, но и владини проекти за задржување на младите во Štip Бочварски денес презентираше и на пресконференција. Ќе направиме брза урбанизација на индустријските зони во и околу нашиот град. Што значи индустријската зона Север, ќе изработиме нови урбанистички планови преку обиколницата, која што ќе ја поврзува од железничка до населба Пребег и од Пребег се до излезот на нашиот град кон Радовиш и Струмица. Така што ќе се отворат многу нови локации за индустријска зона Север во нашиот град. Индустријската зона Запад е многу важна исто така за да се урбанизира и да се отворат нови големи погони за вработување на младите луѓе во нашиот град и индустријската зона која што се наоѓа на потегот на патот кон Радовиш е исто така многу важна за отворање на нови работни места. Од партијата СДСМ пак обвинија за притисок врз гласачите вршен од страна на ЈП ИСАР. Директорот на јавното предпријатие ИСАР повикува граѓани од неговото тефтерче и им нуди да потпишат договори за работа во времетраење од 6 месеци за 4700 денари, да седат дома и по потреба да бидат повикувани на работа. Копија од договорот не им дава, но сите лица ги фотографира со образложение дека треба да се заверат во Агенцијата за времени вработувања. Но секој кандидат воедно треба да даде и потврден одговор на прашањето на Ангел Бојаджиев. Ке победиме, нели? Се работи за голем број изманипулирани граѓани, го имаме списокот, но заради нивна заштита и заштита на нивните податоци, нема да го споменам сега. Сведоци имаме и сега е на потек полицијата и обвинителството да го расчистат случајот, а креаторите на оваа манипулација и овој криминал да понесат одговорност. Реагираше директорот на ИСАР. Ние како јавно предпријатие апелираме до сите граѓани да не подлегнуваат на притисоците, да не подлегнуваат на уцените и лажотиите кои што ги шири Социјалдемократскиот сојуз, се со цел да ги застрашат луѓето, односно да извршат притисок на разноразни начини да ја скратат својата воја за гласање. Ние како јавно предпријатие работиме на проект во кој веднаш после изборите ќе бидат вработени 200 волонтери за почист и подобар Štip. За време на избори ниту се вработува, ниту имаме право да вработуваме, ниту имаме, никој друг го нема тоа право согласно законот и ќе одговараме и сите сме исти пред законот. Почитувани граѓани, апелирам до сите вработени на јавното предпријатие ИСАР да го дадат гласот за кој сакат. Партиски притисок не вршиме. Впрочем, тоа го имам направено и во 3-4 наврати кога имам ставано и соопштение до самите вработени, кога имам ставано и апел до самите вработени да изјаснат својата волја и да гласат каде сакаат. Во исто време од ВМРО ДПМН обвинија за заплашување од страна на инспекцијските служби.
За денес да сме сведоци повторно да ги користат добро познатите удбашки методи на заплашување. И инспекција денес да влегува во јавните штипски предпријатија, да вршат притисок врз вработените, се со цел да се анулира разликата помеѓу нивниот кандидат за градоначалник, кој за Штип планира жичари, ски патеки, и актуелниот градоначалник Илчо Захариев, кој како и досега се труди секој штипјанец да има и да живее достоинствен живот. Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН зборуваше за инфраструктурни проекти. Привршува изградбата на обиколницата од населбата Сењак до булеварот Гоце Делчев. Наскоро ќе жителите на населбата Сењак, Баби, Дузлак, кон индустријската зона, и обратно ќе се возат по оваа обиколница, ќе се патува брзо, ќе се штеди, ќе растретиме комплетно сообраќајот во населбата 8 ноември. Но веднаш напролет почнуваме со изградбата на вториот дел од оваа обиколница, од населбата Пребег, односно од булеварот Гоце Делчев па се до бањата Кежовица, каде ќе развиеме одличен спа центар и ќе ги покажеме туристичките капацитети на нашиот град. Оваа обиколница ќе значи ново растретување на нашиот град, каде жителите и од Пребег, и од целиот град ќе нема потреба да одат во градот, кај црквата Свети Никола, па Ново село, за да патуваат кон Грубиштата, кон Радовиш, кон Струмицата, кои ќе одат по оваа обиколница. Веднаш да истакнам дека имаме уште едно одлично решение, а тоа е поврзување на населбата Балканска и населбата Баби, каде ќе се изгради нов мост на реката Брегалница. Тоа ќе значи целосно и дополнително растретување на сообраќајот и олеснување на животот на жителите, значи од населбата Баби и Балканска. Демократската партија на Србите во Македонија ги повика своите членови да гласаат за кандидатот Захариев. И затоа мислам дека србите кои живеат во Штип треба недвосмислено во вториот круг на локалните избори, кои не очекува во недела, да дадат својата подршка на кандидатот на ВМРО ДПМН и член на коалицијата за подобра Македонија Илчо Захариев, да го заокружат редниот број 13 и на еден начин да пратат силна порака дека не ги прифаќаат притисоците, уцените, дека не ги прифаќаат нерегуларниот начин и пристап кога станува збор за изборната кампања.